Тука ќе бидеме змаеви. Зошто оваа генерација сега е поразлична? Затоа што растела во поразлично време, растела во поразличен контекст, растела без стегите кои што сме ги имале ние, деца на транзицијата, легендарна реченица. Доходот на миленијалците кога почнувале со нивните кариери во денешни пари е помеѓу 27 и 34.000 денари. Главниот херој на денешното време е Мистер Бист. Мистер Бист има преку 380 милиони следбеници на YouTube. Тој има следбеници колку што има Америка жители. Доколку ништо не направиме, во Македонија за 5 години ќе имаме од денеска 20.000 помалку одделенци во систем. Што можеме да направиме? Одржувањето на мајчиниот јазик е нешто кое што немаме единица, туку имаме нула. Ние сме една од ретките земји во светот која што во моментов има поголем фонд на часови за странски јазик од предметот мајчин јазик. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво, Виктор. Добре дојде пак. Што го врти светот оваа година? Не го променувам мојот одговор и повторно велам луѓето, а посебен акцент ставам на младите. Добре, интересно. Сега знаеш, имаме кратки прашања, брз одговор на кратките прашања. Миленијалс или генерација Z? Миленијалс секогаш. Како себе патриот. Добро. Квалитетно државно образование или приватно образование? Квалитетно државно, со можност за поттикнување на развој и на приватното. Добро, како комбинација од двете? Интересно. Што е поважно за развој на младите? Добро образование во основно и средно или добри можности за на пазарот на труд, добри работни позиции и места? Се започнува и се завршува со образованието. Ако имате добро образование, ќе имате и добри резултати од тоа образование. Веднаш тргнавме во образование и на крај змај или диносаурус? Диносаурус. Како миленијалци кои наскоро ќе станат диносаурус. Добро, Не, ти ќе зборуваме. Да, ќе зборуваме. Виктор, минатата година направивме една епизода, сега пак те викам, 90% од тоа зошто те викнав е за да ги направиме муабетите кои ги правиме во змај, во работна атмосфера и врз база на тоа што го работиме, да ги направиме тука пред камера и сите што не следат да може да ги слушнат. Минатата година зборувавме во 2023 за 2024. Дел од работите се остварија од тоа што го дискутиравме, ама приоритетите некако остануваат исти. Сега она што економистите се повеќе ги интересира е новата генерација на работна сила која што доаѓа на пазарот. Генерација Z е комплетно различна, дури и од нас како генерација која и предходи, дури од оние зиленијалс кои што се родиле на крај на оваа генерација, некако генерација Z си има своји правила и норми. Зошто е ова вакво и зошто новата генерација на работници носи комплетно нови правила на игри? Мене генерацијата Z ми се омилена генерација. Значи, од кој аспект ми се омилена? Исто како што на генерација X, миленијалците им биле омилена генерација. Тие се подобри во технологија, спознавање, снаоѓање од нас, а се полоши од нас во знаење. Затоа што допрва треба да се градат и создаваат. И некако ги гледам, бидејќи го градам и тоа учителското во мене, ги гледам како можен голем потенцијал да учат, но истовремено потенцијал да може да ги подобриме процесите кои што ние сега ги создаваме во ова ниво на развој. Зошто кажав миленијал секогаш? Затоа што ние сме генерација која што ги виде двете транзиции, и она аналогната и она дигиталната.
Сега Деца на транзицијата. Деца на транзицијата, секако, мислам, легендарна легендарна реченица. Значи, зошто оваа генерација сега е поразлична? Затоа што растела во поразлично време, растела во поразличен контекст, растела без стегите кои што сме ги имале ние. А тие стеги пред се произлегуваат од пристапот до информации и можностите кои што им се нудат во секојдневниот живот. Ако ние сме учеле од нашите соседи, од нашите најдобри другари, од нашите локални звезди, денешниве генерации учат од светските звезди. За нив Македонија е како за нас што било, не знам, да успееш во град. Кај нив Македонија им е првата одскочна точка. Кај нас Македонија била можеби некој ниво во средина на нашите достигнувања. И стандардите им се веројатно повисоки. Многу повисоки затоа што се споредуваат со своите врсници од Германија, Америка, Канада, Кина. Не се споредуваме со самите себе или со оние кои што ни се во окружувањето, кои што се горе доле како нас. Сега работиме ние во Змај и со млади, работиме и со компании кои што се, да кажеме, најчесто водени од некоја друга генерација. Интересно е како имавме дататон на кој што за 3 дена млади луѓе создадоа платформа за учење, платформа за некоја што го представија целото образование во државата како изгледа, нешто што нели државата можела да го направи. Дечките за 3 дена готов софтвер дадоа, направија анализа на мерките за вработување на државата. Значи, што се ние видовме колку се гениални, а истовремено работејќи со компаниите, слушаме дека голем дел од младите кои што доаѓаат на работните позиции немаат однос кон работата каков што се очекува од нив. Не сакаат да дојдат, да кажеме, во точно време и да седат цел ден на работа и да се посветат на работата. Има, да кажеме, одредена апатија за едни работи, гнев кон други работи, има потреба цело време да биде нешто преинтересно, нешто предобро да се случува. И за мене е многу чудно како овие две екстреми функционираат. Дали се само нови правила на игра или пак едноставно и дали ќе мора работното место да се приспособи или обратно младите кон работното место? Младите кон работното место нема да се приспособат. Новите генерации нема да се приспособат на новите работни места. Значи, ние живееме во свет кој што се развива. Ние не можеме да одиме во регрес. Значи, технологијата ќе оди само напред. Ако му требале, не знам, 70 и неколку години, 7 декади на телевизорот да стане комерцијално прифатен и во секој дом, ако на компјутерот му требале 20, на мобилниот телефон му требале само 5 години. Како сакаме да очекуваме, како сакаме да очекуваме дека новите генерации ќе почнат да се прилагодуваат на нешто што нити ним, нити на остатокот од екосистемот им е во полза. Мислам, тоа е исто во контекст на ова што сега се случува, дека ќе почнеме да ги враќаме производствените погони во високо развиените земји. Нема да се случи тоа, или ако се случи, нема да вработуваме луѓе, туку роботи тоа ќе го прават автоматски. Да. Нашите вработени нема да бидат луѓе, туку ќе бидат машини. Така што не можеме да очекуваме од новите генерации, нова генерација која што сега почнува на пазар на труд, да биде трпелива, да има можност да следи процеси, досадни презентации од сати, кога научно е докажано дека attention span, односно времето на кое што може да се посвети внимание од новите генерации е не повеќе од 45 секунди. Не знам, нас не гледаат по саат време. Кога си интересен, секој ќе те гледа. И тоа го докажуваат преку 1 милион прегледи за овие две сезони. Мислам дека треба да се заблагодариме и отворено на сите наши следбеници. За тоа и креираме и понатака. Така е. Сега, да се вратиме на ова, значи, новите генерации нормално е да бидат поразлични од нас, бидејќи ние различно сме учеле, различно сме ги гледале работите. Умешноста на пазарот на трудот е да понуди работни места кои што ќе бидат доволно атрактивни за младите луѓе, а при тоа да создадете околина
која што ќе им овозможи на тие млади луѓе да создаваат, творат и го користат максимумот од себе. А како да ги поддржиме компаниите во овој дел? Затоа што тие мораат да ги унапредат процесите и цените на ниво каде што ќе можат да дозволат и флексибилност и помал број на работни часови и слично. Дигитализација. Ништо друго. Значи, можеме тука да зборуваме цела епизода за тоа. И Решението тука е младата генерација е совршена. Дигитализација. Младата генерација знае повеќе од било кој што таму се наоѓа. Да. Младата генерација и да не го знае тоа, има алатки како да го дознае. На многу брз и едноставен начин. Значи, сме го зборувале ова и го кажувам, затоа што сум бил голем фан на македонска музика кога сум растел. Не сум имал можност да имам сателитска телевизија, во тоа време немаше кабелски оператори. Значи, единствено што можевте да имате меѓународна телевизија беше сателитска телевизија. И јас секоја недела сум ја чекал Жиле да ми каже, намислам дека имаме хит, кој е најновиот хит, најновиот спот, или Мирчевски на Канал 3 или како и да беше на радио и на втора програма всушност, или постава и на телевизија, да ни каже што е хит во Лондон, во Њу Јорк, за да можеме да видиме што се случува на светската сцена музичка. И од тука нашата генерација веројатно е многу потрпелива и на работа, затоа што растела на тој начин. Подготвен си да чекаш за серијата, вечерта да почне, ќе заврши и слично. И се случува до тогаш има досаден процес на чекање за да дојде тоа што е убаво. Сега е многу брзо. Ама само да те вратам еден чекор назад. Ние сме генерација во очите на нашите родители која што има нетрпение, не може да дочека. Нашите родители во очите на нашите баби и дедовци била исто таква генерација. Така е. Да не се навраќаме толку историски. Хипи движење ни се случило во 60-ти години, каде имало исто така бунт на младите спротив општеството. Секоја генерација на свој начин си го искажува револтот и гневот кон едно општество. За претходните генерации тоа делува како гнев, а за новите генерации тоа делува како потреба и начин како да ги постигне своите интереси и цели во тоа што го прави и што има интерес. Сепак. Многу се гледаат, интересно е дека ако порано бил бунтот или тоа што се случува локално, па требале години да стигне до Македонија, да кажеме, некое движење од Америка или Британија кој што почнало, сега тоа е многу брзо, затоа што дел од причината зошто го создадовме Што го врти светот е светските теми да ги носиме тука, но да им даваме еден македонски контекст, нешто што може да биде корисно за кај нас. Да, ма имаме многу голем ризик во целата таа работа. И затоа е многу важно да создаваме македонски содржини. Така е. На македонски јазик содржини кои што ќе ги доближат светските теми, ама ќе пред се ќе внимаваат на локалниот македонски контекст. Тоа што денеска, еве да почнеме да зборуваме веќе за економски теми, тоа што денеска младите го гледаат и дознаваат што се случува во светот, особено на финансиите, начина за работка и така натаму, најчесто доаѓа како содржина од млади луѓе кои што се од САД или од западноевропските земји. Да, така е, апсолутно. Голем дел од тие работи или не се применливи кај нас, или може само да дадат извртена слика за можностите кои што едно општество ги нуди на еден млад човек. Или извртена слика дека нема можности, што истото се случува, затоа што тие, да кажеме, гледајки само исклучиво за, да кажеме, содржини за САД, тие веруваат дека само ако се преселат во САД можат нешто да направат или во некоја друга западноевропска земја и тука доаѓаат нашите гости како пример дека практично, апсолутно, вие може да следите светски трендови, а од тука да создадете било што и да бидете во комуникација со светот. Значи, пред некој ден слушав подкаст околу економските можности на новите генерации, зошто купуваат, зошто не купуваат станови, зошто треба, зошто не треба да купуваат станови, зошто се на вакво економско ниво. Нели не може да се купи, тоа е една од големите борби, да кажеме, на нашата генерација на семејства, не можеш со баш добри примања да купиш стан. Тоа не е нормално. Ама и да се вратиме еден чекор наназад. Значи,
многу добар пример беше даден, вели младите кои што се дел од генерација Z ја доживеа кризата 2007, 2008, 2009 во годините кога тие се развиваа како карактери, тинеџери, адолесценти. Нив, кога ќе им се каже недвижнина, стан, купување, кредит, ги поврзува со крах на систем. Да. Со губење на имот. Ги поврзува со траума. Тоа кај нас не беше случај. Не. Кај нас не се изгубија домови, кај нас немаше криза од аспект на должничка криза, кредитна криза, како што тоа се случуваше во Соединетите Американски држави. Да, но тука и фрустрацијата е голема дека твоите можеле да си купат и да имаат дома, ти не можеш. Тоа е следната тема за која што мислам дека треба да зборуваме. Јас мислам дека една од причините зошто меѓу другото, зошто младите генерација Z не посегнуваат по купување на недвижнина е фактот што, сега зборувам за македонски контекст, не зборувам за светски контекст. Е тоа што генерацијата на нашите родители успеа да се стекне со сопствена недвижност некаде во средината или при крајот на нивните кариери. Кога ние сме биле веќе тинеџери, сега зборуваме просек. Зборуваме просек, не зборуваме индивидуални исклучоци или приказни. Статистичари класични. Сме успеале од заедничко живење, домување на 3 генерации во еден стан, да почнеме да создаваме нешто наше, кое што нашите родители прилично подоцна во нивната кариерна во кариерен развој успеале да го направат. Прво затоа што каматните стапки на крајот на 90-тите, почетокот на 2000-ти години беа вртоглаво големи. За наши услови при ниски примања беше многу тешко да се обезбеди и да прво да имаш кредитна способност, а второ да можеш да го отплаќаш тој кредит во иднина за да може да ја стекнеш таа недвижност. Нашата генерација која што веќе создава семејства и таа генерација која што е помеѓу нашата генерација и генерацијата на нашите родители, почна порано веќе да се стекнува со недвижност, затоа што и пазарните, каматните стапки беа пониски, но и почнавме да заработуваме повеќе. Почнавме да имаме доволно голем доход каде што можевме да одвојуваме. И многу беше често детето само што ќе почне да работи, па тоа и сега може би се случува, ама во нашата генерација беше навистина често детето кога ќе почне да работи во првите 5 години од работењето да заработува повеќе, повисока плата од својот родител, некогаш и дупло повисока. Јас со мој 5 години работно искуство заработував исто колку татко ми кој што беше неколку години пред пензија. Значи јас сум бил на почетокот на мојата кариера. Мојот татко бил на крај на негова докторска кариера. Тоа сакав да кажам. Зборуваме за високо образование. Животен век го посветил на професионална служба во државно здравство. И јас и тој имав иста плата, тој пред негово пензионирање, јас на почеток на мојата кариера. Апсолутно. Тоа денеска се случува дури и побрзо. Се сложувам со тебе и интересно ми е особено кога зборуваме за оној момент многу пари бараат младите, што е факт, дека се очекува дека многу брзо ќе се стигне до многу високи примања, плати и слично. Меѓутоа има како беше тоа, полесно е да лажеш без бројки отколку со бројки. Ајде малку со бројки. Како изгледа ако се спореди, да кажеме, платата која што нашата генерација имала кога почнувала да работи и платата која што сега на самиот почеток ќе примаат младите? Во која насока? Јас кога ќе слушнам дека некој млад човек, па и многу други, за најпрво вработување, значи ништо да не знае, ќе побара 28, 9, 30 илјади, си викаш, браво, почнале да се борат малку повеќе за плати, ама и зарем може некој да побара 30 илјади само што дошол, како јас земав 16 на почеток, значи не бара толку многу. Или 12 имаше тогаш, така, меѓу 12 и 15 беа некои почетоци. Дури со високо образование во банка ми текнува дека како голема стартна плата беше 18.000. Да. Сега, во однос на тоа, каква е вредноста на тие 18.000 во однос на денешните тие 29-30.000? Постојат неколку истражувања.
но и податоците од Државниот завод за статистика ни покажуваат дека денешната генерација Z на возраст од 18 до 25 години во моментов заработува во просек во интервал помеѓу 25 и 30 илјади денари. И првата споредба која што ја направивме беше да видиме колку заработуваат миленијалците, ама свативме дека тоа не е релевантна споредба, затоа што миленијалците сега во моментов се на многу повисоки работни места. Кога ја направивме споредбата, викаме не, ова нема логика, ама ајде да видиме колку миленијалците заработувале кога биле на возраст на генерација Z, односно тоа е некој период пред 20 години. Од прилика. Да. Значи, кога миленијалците биле на возраст од 18 до 25 години. Тогаш, просечната заработка се движела од 15 до 20 илјади денари. И сега, кога таа сума ќе ја вкаматиме, односно ќе го видиме ефектот на инфлацијата и порастот на трошокот на трошоците за живот, ќе ја добиеме која е вредноста на тие пари во денешно време. И само така можеме да направиме добра споредба. И сега ако земеме некоја просечна стапка, како и да вртите, од прилика е 3% во целиот овој период кој што го анализираме, ќе видите дека доходот на миленијалците кога почнувале со нивните кариери во денешни пари е помеѓу 27 и 34 илјади денари. Значи повеќе. Тоа значи дека тие како вредност на пари заработувале повеќе од генерација Z што заработува денеска. Значи моите 16-18 илјади денеска би вределе повеќе од колку таа сума која што ја кажуваш ти дека ја бараат младите кога се вработуваат. Со тоа што има исто така еден интересен факт, не успеав да најдам податоци за колку штедат македонските млади. Иако претпоставам дека може да се видат такви податоци од Народната банка, но на светско ниво генерацијата Z е генерација која што одвојува најголем дел од својот доход во штедење или некакви инвестиции за иднина. И сега како да го свртиш по паметни се. Да, затоа кажував дека ми се прилично ми се симпатични како генерација затоа што носат нови трендови. И сега тоа не е тренд кој што тие го почнуваат. Значи како што оди времето, секоја нова генерација штеди повеќе од претходната. Така е. Но тоа прашањето е дали продуктивноста на тој работник е поголема од што била. Јас мислам дека заради дигитализација можеби дали на компанијата и се исплати да плати истата плата за некој вработен кој што сака да работи 3, 4, 5 часа и така натаму, отколку некој кој што бил спремен целото време да го инвестира во работа. Не сум социолог за да можам да дадам социолошка анализа на ова, но продуктивноста не секогаш е врзана со час. Продуктивноста била врзана со час кога се работело на норма, кога се работело и човечкиот фактор бил единствениот фактор за крајниот производ. Денеска многу други фактори влијаат на продуктивноста, на output, на трудот. Така е, значи исходот е многу поважен отколку резултатот е многу поважен отколку исходот, односно нормата, ако треба да зборуваме во таков речник. Па гледаме шифтање дури во најмувањето на услуги во форма на грант средства и слично, дека се шифта кон колкав output, односно колкав резултат ќе ми дадеш, наспроти ако порано било клучно оние работни часови колку има, па што ќе се напише во тој таймшит, да кажеме кој имал таймшит знае, меѓутоа сега некако е што ќе испорачаш за овие пари што ти ги давам. Дали реално ќе се исплати ангажманот? И сега ако се вратиме на претходната тема, односно стандардот на младите луѓе, на оваа генерација Z, можеме да видиме дека во светот малце се поразлични од тоа што кај нас се случува, бидејќи кај нас културата на живење со родителите не е нешто ново. Не. Туку е напротив во континуитет, дури и гледаме напредок кај нашите генерации. Побрзо се одлучуваат да се осамостојат. За разлика од тоа во светот, генерацијата Z се враќа кај родителите. Затоа што јас тука имам неколку мои лични ставови кои што не можам научно да ги докажам,
Не сме правили истражување за тоа, но една од работите е што генерацијата пред нас, генерација X, е генерација која што создаде прилично и во моментов контролира голем дел од капитал, од тоа што се вика и недвижен имот. А тоа значи тие се родители на овие млади луѓе. Тоа значи дека обезбедиле посигурна на некој начин иднина за своите деца. Затоа што јас се сеќавам дека близу моите тинеџерски години сме се стекнале со наша недвижност, а до тогаш сме живееле под кирија и мене живењето под кирија ми е можеби некоја фрустрација од детство дека на секој неколку години ти треба да се селиш. Селењето е процес кој што не значи само физичко селење, значи и одвојување од другари, одвојување од некоја комфортна зона која што си ја создал, од училиште, менување на училишна средина и така натаму и така натаму. И можеби затоа нашиве генерации, нашата генерација многу побрзо се одлучи да купува недвижност. Од друга страна, ние не сме имале проблем да возиме фичо од нашите дедовци и баби, затоа што во тоа време не ни имало возен парк на кој што можеме да располагаме. Денешните генерации, благодарение на конзумеризмот, благодарение на зголемување на вредноста на движен и недвижен имот во семејствата, можеби ја возат втората кола во семејството или пак купиле некој автомобил кој што веќе не е фичо. Да. Старите автомобили денеска се 3 пати, 4 пати, 10 пати подобри од автомобилите кои што ние сме ги возеле, затоа што и технолошкиот развој на таа индустрија е многу побрз. Од друга страна, младите луѓе, како што кажавме на почетокот, се споредуваат со своите врсници од светот. Тие ги гледаат најновите технологии, ги имаат на дланка. Но и со кои врсници? Никогаш сликата што се пренесува преку социјалните медиуми за начинот на кој што живеат инфлуенсерите, многу влијае на нашето задоволство од личниот живот, ама не секогаш тој инфлуенсер е пример за целата генерација, затоа што не сите можат да возат Ламборџини, ама сите целат кон тоа затоа што сите тоа го гледаат како реалност. Добро, ај вака да те прашам јас Можеби и можат сите да возат Ламборџини, сега да не ве подценувам. Кој ни беше херојот на нашето време? Вака, ако те прашам некој, кој ти беше херојот на твоето време, кога како тинеџер, како веќе на факултет, значи онаа генерација кога генерација Z сега е, да речеме на твои 18-20 години. Па главно беа пејачи или актери или актерки. Главниот херој на денешното време е Мистер Бист. Значи контент креатор кој што преку создавање на содржини забавни создава огромни средства на пари, кои што потоа на свој начин ги вложува, ги развива, ги умножува, а при тоа делува толку сладко. И едноставно. Но не. Ако се земе со односот на Мистер Бист, со сите кои што се обидуваат да направат публика на начинот на кој што тој ја прави публиката, преку забавни содржини, пренкови и така натаму, дали ќе се добие дека шансата да вие станете како Мистер Бист е 0,0000001 и така една перспектива да ти дадам од друг аспект. Значи, порано ние сме имале локал херои. Да. Тие биле доволно популарни за да може да обстојуваат на нашиот пазар. И било многу курирано кој ќе бидат херои, кој ќе влезе во медиум, кој ќе биде популарен. Значи... И сега се случува дигитализацијата, интернет бум и така натаму, и во едно време имаш наплив на содржини, ликови, херои. И како поминува времето, сега веќе повторно имаме 1, 2, 3, 5, 10 херои, во само перспективата е поразлична. Да. Значи, ако овдека си имал шанса да успееш 1 на 100.000, сега твојата шанса за успех е 1 на 100 милиони. Да. Затоа што тој еден човек кој што е популарен во Македонија, не е популарен само во Македонија. Баш сабајле видов, Мистер Бист има преку 380 милиони следбеници на YouTube. Значи, честитам. Тоа е големо колку тој има следбеници колку што има Америка жители. Соединетите американски држави.
Можеш да замислиш какво влијание е тоа. Да, огромно. Можеш да замислиш каква концентрација на мок пред известно време после инаугурацијата на Трамп, се даде на перспектива за сите оние ликови кои што седаа зад него за време на инаугурацијскиот говор, настан, и се кажа дека ова не се најбогатите луѓе на светот. Но тие имаат нешто кое што е многу важно. Мета во моментов има 4,5 милиарди корисници. Да. Значи сите платформи на Мета во моментов може да имаат влијание на повеќе од половина од светот. Така е. Така што денешниот свет на информации е тој кој што контролира многу процеси. И треба да бидеме свесни дека нашиве млади луѓе се бомбардирани со информации, а при тоа нашето општество не им дава можности каде да ги канализираат тие информации. Ние создаваме нови генерации кои што очекуваме да бидат како нас и секогаш се вадиме на тоа, не беше вака во мое време, во наше време. Не треба да биде. И не треба и нема да биде. А при тоа не им дозволуваме на младите да бидат креатори на својот систем. Морам да те прекинам тука, извини, многу се сложувам со ова што го зборуваш, меѓутоа сакам да се пренасочам на една многу битна тема, а тоа е дека во Македонија често бунтот против државата се покажува така што се пакуваш и си одиш. Во еден момент ти доаѓа преку глава, се пакуваш и си одиш некаде во странство и си ја бараш среќата, и тоа се почесто се случува. И тоа влијае на државата, според мене, најмногу. За мене, ако некој може да се нарече патриот и некоја политичка опција патриотска, тоа е таа политичка опција која што ќе им даде на младите причина да останат тука и да создаваат семејства тука. Една од главните причини зошто родителите одлучуваат да ја напуштат државата е образовниот систем, според мене. Меѓутоа, погубно е како тој образовен систем губи деца. Сега сакам ова да го разговараме, затоа што за нас како Змај образованието е огромна и многу битна тема. Работиме со години на подобрување на овој сегмент и тоа баш преку статистички податоци. Сега, во Македонија во 2029 година очекуваме дека ќе има 20.000 помалку оделенци, помалку деца во оделенска настава, ако се спореди со 2024 година, односно минатата година за која што имаме податоци. Тоа е страшно, тоа се 2000 паралелки помалку. Може ли оваа реалност, која што ќе се случи ако ништо не се промени, некако да се промени? Значи, за жал, тој процес не е од вчера. Ако ги споредиме бројките од пред 10-15 години, ќе видиме дека ние веќе сме изгубиле повеќе од 50.000 оделенци. Ако во 2005-2006 сме имале 230.000 оделенци, денес имаме 177.000. Значи, овој тренд на иселување не е само причина, не е само поттикнат од немањето на услови во образовниот систем. Не. Зборуваме за мерки кои што се опфатни. Но, зашто кажав дека се почнува и се завршува со образовниот систем. Вие, преку образовниот систем, имате системски пристап како да ја градите новата генерација која што треба за неколку години да дојде на пазар на труд. Ако ние во моментов имаме 1.800.000 жители, според предпоставките на Заводот за статистика, за 20, 30, 40 години од денеска, наше население ќе продолжи да паѓа доколку не се случи нешто големо и да почнеме да зголемиме наталитет или да имаме голем наплив на доселеници. Дали тоа ќе бидат македонски граѓани, македонци кои што ќе се вратат во оваа земја, или ќе бидат доселеници од други земји, никој не знае. Стратегија е се. Стратегија е во прашање. Сега, да се вратиме на тоа што го кажа. Доколку ништо не направиме, во Македонија за 5 години ќе имаме од денеска 20.000 помалку одделенци во системот. Што можеме да направиме?
Прво, да ги поправиме грешките од минатото. Ние, како општество, и тука кажувам целокупно општество во изминатите 30 години, сме создавале образовен систем во кој фокусот не ни биле децата, не ни биле учениците. Ние сме правиле образовни политики базирани на тоа да купуваме социјален мир, социјална правда, затоа што непотребно сме вработувале таму каде што не требало. И сега, за еден систем кој што е функционално неписмен, да кажеш дека има висок на наставници, затоа што некој не ведел сметка за тоа во минатото, за мене е поразително. Да, и за мене беше многу големо изненадување како во континуитет бројот на наставници расте, значи тука некаде да кажеме државата вложува во повеќе наставници, а во исто време квалитетот на наставата опаѓа. Па имаше, гледавме некои истражувања дека всушност оптимална бројка е околу 20 ученици, 25, меѓу 15 и 25, за да може да се одржи добар час квалитетен. Значи, оние премали паралелки, кои што во главата на еден родител се совршени, нели поголемо внимание и слично, не даваат резултати. Така е. Статистиката беше од аспект на соодносот наставник-ученик. ОЕЦД според својата студија вели дека оптималниот број на односот еден наставник на неколку ученици е 15. Значи, 15 ученици на еден наставник. Во моментот, во Македонија, тој сооднос е 11,4 на 11,4 ученици на еден наставник. И сега, ако се споредуваме со регионати, не сме така лоши. Ако се споредуваме со просекот на Европската унија, тоа е некаде околу 13,5. Зошто квалитетот тогаш е полош? Затоа што нашите ученици прво не поминуваат доволно време на училиште и второ, нашиот систем не вложува доволно во обука, надградба на наставниот кадар. Дополнително, ние си играме со наставните програми. Ние како земја не чекаме некоја наставна програма или концепт за образование да ги даде посакуваните или потребните резултати, во тек на имплементација ја менуваме или ја одложуваме. Политичките елити си играат игра со образовниот систем. Видете го еден од фактите кој што вели дека немаме министар за образование кој што бил на функцијата повеќе од 2,5-3 години. Какви реформи за 2,5-3 години Тоа во значи образование? дека секторот образование во континуитет во нашата историја, политичка историја, значел политички договори, игри, коалициски договори, именување на министерот тогаш кога можеби не било потребно. Така. Образовните политики, ова го зборувавме и предходната епизода кога бев тука, образовните политики се неблагодарни затоа што резултатот го даваат после одредено време. И за тоа се користи за подкосурување. Јас во дел се сложувам за тоа, меѓутоа мислам дека нашата генерација на гласачи правевме статистика и за тоа дека се помал е интересот за работа во јавна администрација од, да кажеме, нашата генерација. Се повеќе се бараат работни позиции во приватниот сектор, во компаниите, IT секторот е атрактивен и слично. Што значи дека гласачкото тело се помалку го интересира вработувањето во администрација, но се повеќе ќе го интересира квалитетот на образование кое што неговото дете ќе го добие. И мислам дека затоа е сега време да купуваме, да почнат да размислуваат партиите, да многу лош термин е да купат гласови, меѓутоа да добијат гласови врз база на квалитет на образование, наместо врз база само на бројка на вработени. Многу беше добра поентата и секогаш тоа го кажувам кога зборуваме за образование на финскиот амбасадор, кој што и тој веројатно цело време ја повторува, како да се постигне најдобро образование во Европа, основно зборуваме. И тој кажа две работи се битни. Високи плати, ама и високи стандарди. Значи, и самиот за себе вели, јас не можев да станам наставник во мојата држава, не ги исполнував сите стандарди и станав амбасадор на државата. Што значи, ги бираат најдобрите за да ги едуцираат децата. Додека кај нас важи некоја обратно правило. Но треба да имам исто така предвид дека образовниот систем не смее да биде жртва на дневна политички барања. Не. Значи, во моментов, во 348 основни училишта,
општински основни училишта, ние имаме вкупно 10.000 паралелки. И сега, ако навлеземе подлабоко во бројките, имаме разлика од големината на паралелките од многу размери. Значи, имате паралелки од по 1, 2, 3, 5, 7 деца, Така. во рурални средини, на некој од наставните јазици, и имате урбани средини каде што имате поголем број на деца од законски дозволеното. Повеќе од по 30 35, 34 деца. Според нашиот модел, кој што го работиме веќе 4 години, 4,5 години заедно со Министерството за образование, и сега зошто е можеби ова релевантно да го кажам, затоа што го работиме ова 4 години, при тоа го работиме со 3 различни кабинети на министри, а основниот фокус на оваа реформа не се менува. И тоа е добро. Тоа кажува дека, без разлика на промената на власт, во Министерството за образование, барем за ова прашање, благодарение на дел од професионалците, кои што денеска и се на повисоки функции, имаме систем кој што треба да го спроведеме. И сега, кога го применуваме тој модел покажува дека ние во моментов имаме вишок 1500 паралелки. И сега, можеби употребив неубав збор, ние во моментов имаме повеќе од потребно или повеќе од оптимално. Повеќе од оптимално, 1000 паралелки повеќе од она што 1500 паралелки повеќе од она што е оптимален. Тоа знаеш што значи? Тоа значи дека според закон секоја општина може да си донесе одлука со согласност од Министерството за образование да формира помали паралелки. Како беше кога е тоа неопходно, нешто така треба да се. Законски е 20 ученици по паралелка минимум. Да. Се доведуваме во ситуација каде што општините секоја година без исклучок на совет носат одобрение за формирање на паралелки под 20. Што правиме ние со тоа? Вештачки одржуваме систем кој што не може на долг рок да функционира. Во следните 4 години нема да може. Не ги даваме потребните услови за раст и развој на учениците, ги сместуваме во помали паралелки каде што нема да имаат можност за надпревар, за докажување, за учење поголемо, споделено знаење, надвор од стандардите, се со цел да одржиме систем кој што е неодржлив. Апсолутно. Што се случува? А во исто време, во училиштата имаме премногу кадар кој што е вработен во било кој дел од државата. Скопје може би исклучок и уште неколку градски подрачја, баш во град, значи централни подрачја, а од друга страна во истите тие места, каде што во градовите, мислам, ни недостасуваат учителки во градинките. Не само градинки, нас не Тоа се недостасуваат. учителка е учителка. Глеј сега што се случува. Ние вештачки правиме паралелки, така? Така е. Кога се граделе нашите училишта, ако ги видиме и актуелните стандарди и нормативи за училишен простор, ќе видиме дека нашите училишта се правени, градени за двосменско работење. Така. Затоа што нашата земја, кога се граделе тие училишта, немала пари да гради огромни училишни згради, каде што целата настава ќе се одвива во една смена, бидејќи масовно се описменувало населението во текот на годините, сме измислиле и сме го прифатиле концептот на двосменско работење. Доаѓа време кога нашите ученици немаат добри постигнувања. Една од причините е дека во просек нашите ученици 900 часа помалку поминуваат во целиот нивен образовен задолжителен процес од нивните врсници во светот и во Европа. А ако прашате родител, тој ќе ви рече премногу е моето, предолго е моето дете во училиште. Значи, детето треба да биде на училиште и никаде на друго место во текот на денот, но тоа дете не да безделничи во училиште и да чека неговите родители да го земат, туку тоа дете треба да биде вклучено во програми. И сега, од една страна... Сега се поставува прашањето да, повеќе време посветуваат во училиште во странство, ама од друга страна, кај нас, поради нискиот квалитет на образованието,
по завршување на училишниот ден, детето или се носи на англиски плюс, а има едно чудо часови од прво оделение по англиски јазик, се носи на германски, а има германски на училиште, се носи на математика, на физика, на мали гениалци, на големи гениалци, на секакви дополнителни програми кои што не претпоставуваат само пишување домашно или нешто слично, надвор од образовниот процес, затоа што тоа дете едноставно не е описменето таму. Другата алтернатива е родителот по работното време 3 сати седи со детето и они учат дома. Тие учат дома, пардон, многу ми е блиска темава, меѓутоа од една страна, ако го оставиме веќе детето подолго во училиште, што јас сметам дека е правилно, бидејќи е изгрижено во училиште и нели не треба да се грижиш како родител додека си на работа дали ти е згрижено детето во една држава, меѓутоа како да бидеме сигурни дека оние работи кои што после тоа се прават и се доучуваат уште 3-4 сати со родителот, нема да се случуваат зашто детето треба и да игра. Ајде вака, две работи. Првата работа, во моментов најголем недостаток на кадар во основното образование го имаме кај слободните изборни предмети. И сега некој ќе каже како е тоа можно. Да. И тоа сериозна бројка на кадар ни недостасува. Тоа е затоа што ние немаме наставници по слободни изборни предмети. Добре. Туку А кои се слободни изборни предмети? Ги измислуваме слободните изборни предмети врз знаењата и недостатокот на часови за дел од наставниците за да направат полн фонд на часови. Да. Слободни изборни предмети се предмети кои што учениците според наставниот план и програм учениците имаат право да изберат слободни изборни предмети во рамки на наставниот план. Според нивниот афинитет. Според нивниот афинитет, според нивните интереси, според нивните капацитети, тие се траат едно полугодие, што значи дека детето ако не е задоволно следното полугодие може да избере друг предмет и така натаму. Што се случува? Секогаш ги памтам фокус групите со деца низ Македонија за слободните изборни што предмети. Што кажаа учениците? Децата се најискрени и најинтересни се затоа што колку сакате деца во оделение да имате, толку колку што треба оптимално. Значи, или кажуваа 15 или 20 ученици. Сите, секаде во секоја општина. Потоа за изборните предмети, секогаш беше, за мене е многу интересен тој коментар, секогаш велат дека јас одбрав балет, да кажеме, ама добив информатика. И еден млад дечко вика, јас сакав да учам вештини. Ама ми дадоа информатика и сега кликаме во Paint цел ден. Сега тоа дете е пораснато со компјутери, кликање во Paint никако не го развива. А имало афинитет за вештини, и капацитет да развие вештини. Работи, точно. Да. И тука имавме една фокус група каде што спојувавме деца и родители за да видиме каква интеракција ќе има меѓу нив и една од родителите му вика: "Што ќе учиш вештини? Што ќе ти е тоа, демек ти си компјутерот или што и да е, вика што ќе ти е торти или ќе правиш?" И оно вака и се врти и вика: "Па може, јас сакам торти да правам." Демек, кога ќе размислам, а токму беше интересно дека во тоа место во близина никој не прави торти. Значи нема сладкара за правење торти за роденден и слично, се потпираат главно на бабите. Ама ако понуди добра торта, па може ќе има кој да ја купи. Тоа е, гледаш ние. Интересно ми беше како детето знаеше што сака. Не треба да стане сладкар ако слуша вештини во основно, не. ама сака да проба да направи торта, да шие и слично. Напротив, јас мислам дека нели бидејќи сакаме да промовираме предприемништво. Така е. Пробувањето, оној циклус на build, measure, learn, па во меѓувреме да пропаднеш, односно да научиш како е да не ти успее нештото и од тоа да научиш нешто ново, е многу важно да се воведе како принцип во нашето образование. И токму затоа овие слободни изборни предмети всушност треба да бидат можност училиштата да им понудат на талентираните ученици, на учениците кои што имаат интерес во одредени области или учениците кои што имаат потешкоти во совладување на одредени содржини, да можат да ги надополнат со знаења од наставниците кои што во моментот, повторно ќе кажам, воопшто не ми се допаѓа тој збор, се вишок во системот. Не може наставник да биде вишок. Не, може само наставник само треба да се канализира да. во соодветен правец, за да може да му даде соодветно знаење на детето. Така, и сега добар наставник не треба да знае балет за да може танц, за да може да го предава. Така. Има
толку многу алатки денеска, толку многу видео содржини, што добар наставник со добро курирање може буквално се да предава. Да, само уште една... Интересно ми е само како ќе се разберат наставниците и децата. Па и децата на ниво на Македонија меѓу себе, кога имаме ситуации каде што дете доаѓа на училиште, а не го знае македонскиот јазик и при тоа не го научува добро во процесот. Да, Што правиме две со работи. тоа? Повторно се враќам со две работи. Првата работа. Една од причините зашто имаме толкав јас помеѓу наставниците и децата е што тие премногу долго време поминуваат во формален сетинг. Не сме го надминале ние се уште оној неформален сетинг во формално учење. Што значи дека овие дополнителни активности, слободни изборни предмети, воннаставни активности ќе им овозможат на наставниците да им се доближат на децата. Детето да види херои кај наставникот, а не да создава дури и гнев во некои одредени ситуации, особено па кога ќе ги спречи или пак системски ќе му ја уништи креативноста. Втора работа. Описменувањето и одржувањето на мајчиниот јазик е нешто кое што немаме единица, туку имаме нула. Да. Ние сме една од ретките земји во светот која што во моментов има поголем фонд на часови за странски јазик, кој што нема никаква историска, културолошка врска со нити една од етничките заедници во нашата земја, и има поголем фонд на часови од предметот мајчин јазик. Дали е тоа македонски, албански, турски, српски или босански. Например, ако моето дете и твоето учат во македонско училиште, значи учат на македонски јазик, тие ќе имаат поголем број фонд на часови на странскиот јазик отколку на македонскиот? Вака, значи горе-доле се исти кога ќе ги видиме по наставен план. Зошто? Затоа што оделенскиот наставник има задача да предава македонски јазик, албански јазик, турски јазик, српски, босански во рамки на образовниот процес. Но, ако ги видиме како потреба на кадар во иднина, ние треба да создаваме повеќе англиканисти отколку македонисти. Да. Значи, нашите факултети ќе треба да бидат попривлечни за оние кои што ќе сакаат да изучуваат тук јазик. Да, англискиот јазик е глобален јазик. Така англискиот јазик има да многу голема потреба и треба да се изучува. Но дали македонските млади знаат подобро англиски од нивните врсници од Западна Европа кои што почнуваат со изучување на англискиот јазик во 4-то одделение? Не знаат. Ние во моментов имаме генерации кои што се описменуваат паралелно на македонски и англиски, на албански и англиски, на турски и на англиски јазик. Затоа што од прво одделение, кога вие не знаете, тоа дете не знае да чита, да пишува на македонски јазик, на мајчин јазик, тоа дете истовремено го учи и странскиот јазик. Така. И потоа се буниме зошто ни изумираат јазиците. Или зошто нашите деца не знаат да направат добра граматички точна реченица. Па како очекуваме да направат граматички точна реченица, кога паралелно го изучуваат и англискиот јазик? На кој што потоа се многу поизложени. Е така, а Тоа содржините кои што тие ги конзумираат, доминантно се на англиски јазик. Тука голема промена верувам дека се прави со контентот и содржината која што се нуди, барем ако ништо друго и на македонски јазик, а најидеално е нели да има локална содржина која што ќе одговара на начинот на живот тука на младите и слично. Меѓутоа, еве се повеќе се создаваат содржини на македонски, но нели каков што е пазарот, сите тие содржини понатаму целат кон странски пазари, па мора да ги има и на англиски, и никој не го спречува детето истиот македонски цртан да го гледа на англиски ако треба. Ние сме редок исклучок за, да кажеме, одредена професионална публика на македонски јазик, меѓутоа мислам дека колку е битно државата веќе да вложи и во ова. Значи, едната работа е, според мене, мора да има еден јазик на кој што ние меѓу нас ќе се разбираме. Ако сме се договориле дека тоа ќе биде македонскиот јазик, треба тој да се изучува од прво одделение во сите училишта, паралелно со кој да е мајчин јазик во тоа училиште. Меѓутоа, исто така верувам дека е битно државата да вложува и во содржини на овој јазик. Значи, се повеќе тие може да се извезуваат, ако сака државата да направи заработка, но за локална публика не гледаме дека има интерес да се вложи во ваква
содржина, или пак може би има интерес, но се уште не е направено нешто такво. Зборувам од емисии до дигитални содржини на македонски, до цртани на македонски јазик и така натаму. Државата мора тоа да го прави. Никој нема да дојде и да и подари на државата од надвор, еве, прави содржини на македонски. Тоа мора да го прави државата и тоа мора да биде смислено направено. И така е секаде во светот, ние не го измисливме. Така е, и еден од главните, мислам, мајчиниот јазик е едно од главните обележја на сите етникуми кои што живеат на оваа територија, во оваа земја. Да. Ако ние сакаме културолошки да се развиваме како нации, тогаш мораме да посветиме многу поголемо внимание на заштита на нашите јазици. Затоа што нашите јазици во иднина ќе ги зборуваат се помалку и помалку луѓе. И ако сакаме, ако гледаме така се намалува бројот на луѓе и на деца, тоа е реалноста. така е. И ако сакаме да го одржиме нашето културно наследство, треба да внимаваме да си го цениме и развиваме мајчиниот јазик не само во Македонија, туку и надвор од неа, бидејќи многу брзо ќе се доведеме во ситуација каде што надвор од Македонија ќе живеат исто толку граѓани на Македонија колку што живеат натре. Да. Во земјата. И сега ако немаме системски пристап за учење, изучување на македонски јазик на новите генерации, ние ќе ги изгубиме сите тие генерации. А И се како тоа доведеме би во се ситуација како, значи ние имаме институт за македонски јазик. Ние имаме дипломатски представништва кои што треба во соработка со тој институт за македонски јазик да направат, да отворат можности за изучување на македонскиот јазик, албанскиот јазик, турскиот јазик, српскиот јазик, босанскиот јазик. Така сме избрале. Ние по устав сме мултиетничка земја. Сме дозволиле образование на мајчиниот јазик на заедниците. Да. Така. Ние како држава треба да се грижиме за сите овие јазици. Првенствено за македонскиот јазик, затоа што тоа е јазикот на оваа има такви нација. примери каде што, да кажеме, граѓани кои што се одселиле, не знам, од Словачка, да може да го слушаат во амбасадата јазикот, да го изучуваат, Значи, има сега различни конкретно пристапи. Словачка. Значи има различни пристапи. Значи македонските може се граѓани, поддржуваат училишта. македонските да граѓани не се распрскани секаде низ светот во огромни групи. Австралија, имаме- Канада, Германија. Ама не, имаме концентрација. Имаме концентрација на Америка, македонската заедница секаде. низ светот. Така е. Значи, едноставно се прави тоа. Се прави систем, да, тоа чини. Ама зарем чини повеќе од губење на нација. Значи, Па ние едноставно... изгледа не гледаме така на идентитетот кога зборуваме за него, често го зборуваме со некои многу апстрактни идеи, а реално може да биде многу практична неговата заштита токму преку креирање на содржини на јазиците, преку креирање на школи за сите кои што сакаат да го изучуваат јазикот, па дури не мора да бидат тоа одселени македонци, може некој ќе сака едноставно да проба да го Така е. научи јазикот. Така е. Ние не сме родени ниту во Америка, ниту во Австралија, ниту во Англија, сме имале желба и сме го изучувале англискиот јазик и германскиот и слично. Зошто да ја нема таа опција и тоа си е секогаш систематски направено од страна на државите. Дигиталните технологии дозволуваат и тоа да не биде во форма на физичко изучување на јазикот. Значи имаме можности, начини како тоа денеска со современи технологии да го правиме. Но изучувањето на македонскиот јазик е темелот на образовниот систем. Така е? На било кој систем. И кога ќе им дадеме ние на нашите, или кога кажуваме дека на ПИСА сме многу ниско рангирани од аспект Не многу на ниско, најниско во Европа. да, разбирање на тоа што го читаме, тоа е резултатот на напуштање на поддршката на учење и изучување правилно на мајчиниот јазик во нашиот систем. И практично изучување, затоа што функционалната писменост предпоставува дека ќе знаете тоа што го прочитате, што значи, што сака Како да се авторот да каже, употреби како да понатаму. го употребите и така натаму, што е основата на
примањето секаков тип на содржини. Утре ако вие прочитате нешто во весник и го разберете, нема веднаш да верувате на секоја глупост што ќе се објави на интернетот. Ние сега тука повеќе разговараме за регулација на интернет, наместо да зборуваме за образование кое што ќе ги направи генерациите отпорни на содржините кои што им се даваат, затоа што ќе разбираат што читаат. А тоа се прави во прво, второ, трето оделение и се завршува таа работа во голем дел таму. Мислам, континуирано треба едукација, ама сакам да кажам, во основата може да се реши овој проблем. Мене ми беше супер овој разговор. Не знам дали остана уште нешто што сакаш да го кажеме конкретно за Змај. Прославивме минатата година 10 години постоење, што ти беше вака најголема работа за овие 10 години, што си најгорд на неа што сме направиле, или не можеш да одбереш? Змај го прават луѓето. Така почнавме. Така да завршиме. Така ќе завршиме. Роби, извини, ти не си меѓу тие луѓе. Да, значи, Змај е приказна која што се развиваше, како што секогаш сме кажувале, од млади студенти, ентузијасти, кои што 10 години подоцна сите сме се уште во Македонија и верувам дека тоа така ќе остане. Млади луѓе кои што беа отворени да примат други млади луѓе, да ги споделат верувањата, погледите, капацитетите. И тука сме за секоја она иницијатива која што ќе значи дополнително градење на позитивни практики во ова општество. Да сме квантитативци, да сакаме да зборуваме за бројки, да правиме истражувања, можеби недоволно ги комуницираме со јавноста. Тоа не е заради мене, заради вас. не ми дава. Целта на тоа што го правиме е многу поголема од тоа да не има секој ден на телевизија или да бидеме досадни со тоа што го правиме. Затоа не има секој ден на YouTube, не секоја недела на YouTube, да не претерувам. Па и секој ден. Секој ден на Instagram, кој нормално кој не дослуша до тука обавезно да не заследи на сите платформи. И мене многу ми беше интересно кога влегов во Змај токму тоа прифаќање, меѓутоа како повеќе останувам за бројките, затоа што секогаш сум се плашала од бројките, кога сум растала и секогаш тие се одвојувале од комуникацијата, а всушност мислам дека успешната комуникација кога сме работеле јавни кампањи за без разлика дали се работи за клиенти или со работници или за некои проекти, добрата комуникација доаѓа од бројки. Мора прво луѓето да ги слушнете, да ги разберете, па да ги изброите, па да видите што сака одредена генерација или одредена група на луѓе, за да може да комуницирате со таа група на луѓе. Ние во Македонија многу сакаме да претпоставуваме и да знаеме се. Мене бројките многу баво ме научија дека не знам се, дека појма немам за се и немам појма што тој што ме слуша мисли, колкава публика има за нешто или нема, ама бројките ме учат како тоа да го научам и за мене мислам дека комбинацијата во Змај на луѓето со бројките, значи човечкото со тоа што може технологијата да го даде, тоа ми е мене барем лично омилено и таа отвореност и дефинитивно секој кој што сака млад човек може да ни се обрати и да добие информација назад и сме имале многу примери тоа да се случува. И ако треба да дадам пример. Немој да плачеш. Ако треба да дадам пример за патриоти. Добро. Јас можам да ги издвојам сите мои колеги и колешки, кои што пак ќе кажам, и покрај сите можности кои што сме ги имале да останеме во странство, сме решиле дека тука ќе се развиваме, тука ќе градиме и тука ќе создаваме. Тука ќе бидеме змаеви, ти благодарам. Така.